Владата води грижа за процесот на децентрализација проследена со фискалната. Вака тврди министерот за локална самоуправа Ристо Пенов, кој смета дека и општините ќе мора да бидат поагилни како да ги полнат општинските буџети за решавање на проблемите на граѓаните. Секоја година општините ќе добиваат повеќе средства од централниот буџет по основна донации, тврди Пенов. Секако дека и покрај тоа потребна е уште децентрализација, таа се одвива. По 0,5% годишно повеќе средства ќе добиваат општините. Но за тоа потребно е и поголем ангажман од општините, да функциите кои што се децентрализирани да ги преземаат и со свој придонес, со наплата на данок на имот, со другите инструменти кои што се дадени од државата, кои се децентрализирани, за да можеме сите заедно да одиме понапред. Општините оваа година добиваат по 5% од данокот за личен доход, додека до година 6%. Што се однесува до приходите по основ на ДДВ, оваа година општините добиваат 5,5%, а до година 6%. Министерот Пенов не прецизираше дали овие пари се доволни за општинските власти. Сметате дека 0,5 е доволно за локалните самоуправи? Средствата никош не се доволни, но ние разговараме за Република Северна Македонија. За тој буџет, за таа економија која создава средства и за да пренесеме негде нешто, треба да скратиме негде. Тие не стојат некаде резервирани или вишок. Треба да ги создадеме за да може да ги распределуваме. Истражувањата покажуваат дека просечно дури 70% од приходите на општините доаѓаат од трансфери и донации од централниот буџет, односно од владата. Од сопствените приходи тешко реализираат капитални проекти.